Со посебни дозволи за движење, сточарите ќе можат викендов да ја напасуваат стоката, наспроти најавените поригорозни мерки за движење на граѓаните, кога саатнината на полицискиот час се зголемува за дополнителни 5 часа, односно од 16 до 5 часот наредното утро. За да можат непречено да ги извршуваат обврските, сточарите ќе мора да го направат следново. Треба телефонски да се јаваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да остават мејл адреса за контакт. Откако подрачната единица ќе изврши проверка на доставените податоци од страна на земјоделците, истите се доставуваат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои потоа се проследуваат до Министерство за информатичко општество и потоа до нивните мејлови им стигнуваат дозволите. Во меѓувреме, сточарите објаснуваат зошто владината уредба за проширување на траењето на полицискиот час за викендот им ги пореметува плановите, кога е во прашање одгледување на стоката. Стоката е неразбирана, ни од болест, ни од нешто. Она сака постојано тимарење. Значи не можеш ти сабале да напоеш и да наранеш и да измузиш и до утре да чекат. Не може. На помош со совети до засегнатите сточари, согласно најавата од министерот Димковски, излегуваат и карбинските локални власти. Благовремено треба да се поднесат документи до подрачната единица на земјоделие, од кај што ќе бидат благовремено издадени потврди како би можеле непречено сите овие жители на општина Карбенци кои што се занимаваат со одгледување на стока да можат без проблем да вршат таква дејност, значи да организират. Во денешното обраќање до јавноста, ресорниот министер објави дека за земјоделците, чија примарна гранка е градинарството, не важи новата владина уредба за траење на полицискиот час во наредните 2 дена. Со напомена, оваа можност строго наменски да ја искористат за завршување на неопходните земјоделски работи во пластениците.